денеска и можеш со 100 грама кафе да завршиш нека работа на шалтер. Ти му однесеш поише нешто, срамота е да одиш со 100 грама кафе. Докторот си ја заврши работата како што треба. Не го спаси животот, што едно виски и 50 евра да се почасти. Сиромаштијата во општествата и нефункционалноста и недостапноста на јавните услуги фактички ги тера луѓето да се снаоѓаат. Дополнителен проблем е тоа што луѓето тешко се охрабруваат да ги пријават случаите кога им се бара подкуп или мито заради услуги кои што вообичаено треба да ги пружи администрацијата или државата, например кога одат на лекар или да се запишат некои деца во градинка, во определени градинки или слични позиции, немаат едноставно храброст да го адресираат тоа, може да не знаат ни каде, може да се осеќаат дополнително и отуѓени од тие јавни услуги кои што би требало да им се достапни на сите во секое време. Нормализирањето на подкупувањето или на корупцијата, на ситната корупција поточно е почеста во недемократските општества и сиромашните општества. Не подклекнувајте, не бидете дел од ланецот на корупција. Вискито за лекарот или кафето за службеникот може би изгледаат благодарно и ситно, но тие во темел го подкупуваат општеството и ја хранат и поддржуваат крупната корупција во сите сфери и на сите нивоа.